Дистрикт, цел престудио интервју на Зоран Иванов со Ерол Шакири. Ерол Шакири, новинар, репортер, уредник, колумнист, телевизиски водител, граѓански активист и космополит. Из скопско-малско дете, паметно образовано, интелигентно, одважно во јавните настапи и со ставови без калкулации, доволен предизвик една ваква енергична новинарска младост да биде дел од овој дистрикт. Ерол Шакири, добре дојдете во дистрикт на Цил прес студио. Добро ме најдов. Ајде поред како со сите, од каде Ерол, каде растеше, тука по Скопјево или? Па да. Каде учеше? Тука пораснав, значи центарско дете што би се рекло. Се образував на Водно. Од таму, се уште живеам таму, мислам таму пораснав. Основно училиште во Кочо Рацин тука во Комши, потоа Корчагин средно и на крај Кирил и Методи на политички науки. Се образував на македонски јазик, живеев во една средина со претежно македонци. Значи во тоа време во населбата имавме околу 4 фамилии, албански фамилии, една турска фамилија. Меѓутоа беше едно, не знам, во тоа време, во моето детство беше малку поинако би кажал. Од тогаш не ги чувствувавме како деца последиците од што значи тоа да се има некој етнички конфликт или меѓуетничка нетолеранција. И потоа со текот на времето, како растеш, полека ги согледувавме последиците, нешто на своја кожа, нешто. А и времињата се менуваа, Времињата се менуваа, политиките да. се менуваа. Ти недостасува младоста, детството или се заедно со тој амбиент, нели, тој другарски, малски, домаќински, што би се рекло? Па да, мислам дека да го тргнеме етничкото на страна, мислам дека имаше се уште некои вредности. Тогаш постоја, кои за жал денеска моја перцепција дека повеќето од тие вредности се веќе нема домаќин лук што велат веќе. Па нема домаќин лук, нема толеранција, нема солидаризација помеѓу граѓаните. Не знам, едноставно се изгубивме некаде во И дојде до Ерол Чекори. Шакири, стана политиколог, заврши политички науки, но не влезе во политиката. Па да. Или се уште не? Не, во политиката не сум ни односно сум размислил на таа тема, меѓутоа како стојат работите, мислам дека не сум човек за политика. Полека, да не брзаме со тоа, ќе го чувам за при крај ова прашање околу Ерол и политиката. Ме интересира сега, зошто баш новинарството? Па си влече ова корени. Стариот мој татко ми е тој И семејни? Да, семејни, целиот живот е новинар, па интересно ми се вида мене уште тогаш како професија. Новинарството е, не знам, за мене е многу убава професија. На жалост не се цени толку кај нас. Такви времења дојдоа што не се. Прашањето ми е зошто па политички науки, а на истиот факултет имавте и одсек новинарство. Во таа смисла ми е прашањето, политика или новинарство? Да, па се мислев да ви кажам во тие денови кога требаше да се регистрираме на кој факултет, едно 3 дена размислував каде да се запишам. Имаше мајка ми, да речеме, имаше желба да студирам медицина. И јас за не се видов себе. Мајките сакаат доктори да имаат доктори. Сакаат доктори, меѓутоа за тоа не бев спремен, затоа И што како ќе биде, син ми е доктор, нели? Син ми е лекар. не бев спремен затоа што знаев дека за да бидеш доктор, Политичар не е завршиш популарно, медицина. можеби од тој аспект. На време мислела жената. Добро, а видете, политичкиот факултет не се поврзува со политиката, напротив. Имавме и, да ви кажам, една славен говор на бившиот председател Иванов, кој ми беше исто професор, кој на сите генерации веројатно го зборуваше тоа, ако студирате политички науки, не значи дека ќе бидете политичар, односно не треба да се бавите со политика, вие сте критика на политиката, меѓутоа и тој самиот стана потоа политичар и знаете како беше. И тука беше дилемата, имав, значи, медицински факултет, желба на мајка ми,
Тоа време книжевно сакав да запишам исто така и на крај не знам, на крај се одлучив за. Добро, и сега за сте политички науки. новинар, веќе афирмиран, млад, да сепак афирмиран, телевизиски новинар, афирмацијата уште побрзо оди во јавност, сте во телевизија 21, водите една од најпопуларните емисии во македонските медиуми, дебатни. Што е привлечното во новинарството кај Ерол Шакири? Вие сте и теренец и репортер, Да. но сте и студиски водител на Да. дебатни политички емисии главно. Точно, интересното кај дебатите е што се обидува меѓутоа некогаш со успех, некогаш и без успех да извлечете од гостите поточно од тие кои се одговорни за креирање на политиките и аналитичари кои имаат да дадат своje мислење за актуелните проблематики, да го извлечете она вистинското, да искочи од таа емисија барем неколку, 2-3 главни поенти врз кои може да утре, да речеме, општеството, самото општество да се фокусира на тоа како можно решение. Се барат идеи. Се барат идеи. Тоа е барем мојата филозофија, меѓутоа денеска се малку помешани работите, посебно публиката, денеска луѓето најверојатно затоа што сме ги научиле така и тука гледаме кривицата во медиумите, сакаат крв. Што значи тоа сакаат крв? Значи за нив е многу поинтересно ако земете двајца политичари, да речеме, од различни страни, кои во емисијата ќе кажат све и све што Ќе се испокараат ќе се малски. испокараат еден против друг, за потоа тоа да се дискутира, видовте ли што му рече, видовте ли како одговори. Во отсуство на секаква идеја која би требало да легне врз општеството како Точно. аналитичка алатка. Точно така. Значи, не знам, луѓето ние ги навикнавме на тоа. Ја мислам дека кривицата е во политичарите, во медиумите, затоа што луѓето се навикнаа на тоа едно тотално исполитизирано општество. Од друга страна, ако земете вие аналитичари, професионалци, некои професори, експерти во таа област, кои може да дадат навистина идеи некои за решавање на одредени проблеми, за луѓето најверојатно не се интересни. Ќе дојдеме до Фејсбукот и до вашата активност на Фејсбук, на таа приватна, условно да речам, а јавна, сепак страница ваша лична. Интернетот помага на новинарството, вие сте интернет генерација практично, или одмага? Интернетот, протокот на информации, значи помага од тој аспект и добивањето на информации, меѓутоа ја мислам дека дојде едно лошо време затоа што веќе секој доби можност да напише што сака и како сака, кое потоа тоа се споделува низ и оди веќе во етерот и другите луѓе, обичните читатели го зимаат како релевантна информација која во многу наврати тоа и не е, па може да биде лажна информација, меѓутоа и тука е проблемот со социјалните мрежи кои настана. Меѓутоа интернетот како интернет е благодат. Еве во нашата професија да земеме пред 20 години кога не постоеше интернет, да се информирате за одредена тематика, дали ќе направите интервју или ќе одите на настан, па да бидете спремни за таа тематика, требаше да одите по библиотеки, да барате литература, да взимате книги, да читате, па да знаете каде, кој точно што напишал. Значи, ви треба едно истражување, да речеме, од минимум 7 дена, за да бидете спремни за една тематика. Сега ви треба половина час. Со клик 2. Со клик 2 веќе ќе ги добиете сите релевантни информации на темата на која сакате да зборувате. Но од друга страна рековте па секој стана новинар веќе, секој пласира информации и дојдовме до лажни вести, и до невистини, до дезинформации. Која е улогата на класичните медиуми, на вашата телевизија во разобличувањето на ова? Претпоставам и во рамки на редакцијата на колегиумите разговарате на овие теми. Па разговараме на овие теми, да, ние се трудиме да бидеме професионални, мораме да бидеме професионални, затоа што ако ние се сведеме и ние ако станеме дел од таа борба за кликови која ја нарекувам, тоа го губиме секој професионализам и тоа професијата станува, значи дефинитивно ја губи својата вредност ако доеме на тоа ниво. Пример, денеска на социјалните мрежи можете да располагате со информација, полуинформација, чак и лажна вест, имате, да речеме, популарен сте на социјалната мрежа, имате 10.000, 20.000 луѓе кои ве пратат и вие таа информација само ќе ја пуштите во етерот, лажна, без никакви последици, потоа
и луѓето ги се Добре, земат, се што им е на тие луѓе што ги земаат информациите, кои однапред знаат дека изворот тој и тој, нели, бидејќи има 10.000 велите кликови, зошто повторно го отвораат за да го читат кога знаат дека тој за ден-два е демантиран во тоа? И до публиката е, не е само до изворите на информација. Ја мислам дека нивото на медиумска писменост дека е нас можеби најниско во Европа. Повторно ќе кажам, тоа е мој личен став, една лична перцепција. И тоа се нарекува, не знам терминот на македонски, confirmation bias се вика тоа. Тоа значи дека јас веќе имам изградена една теза и ги читам само индивидуите или медиумите кои ја потврдуваат мојата теза. Сето друго го отфрлам како невистина и го отфрлам како пропаганда или како и не губите време на тие извори. Не губиме ни време, не губат луѓето ни време на тие избори. И дури и еве и со деманти, значи постојат деманти. Овие квази медиуми и денеска што во ерата на дигиталните медиуми што се појавија, значи медиуми без импресуми и такви работи, не знаете кој е изворот, не знаете кои се извори на финансиите кои доаѓаат до тој медиум. Со една таква лефтерност ја пуштате на таква вест, која потоа се презема без никакви последици. И сега доаѓа да речеме до моментот на демант. Тој демант од некоја институција или личен демант, да речеме ако ве нападнале на лична основа, вие ќе пуштите демант дека тоа не е вистина, можеби ќе се објави тој демант. Меѓутоа никој повеќе не го чита, никој нема ни да го прочита како прво, а дури да го прочита ќе рече не, ова. Пердувите се веќе разлетани, тешко се собираат. Кога спомнав и Фејсбукот, не останувате должен, малку мотивот за да бидете овде во Дистрикт ми беше и тоа на неколку наврати, што се вели сум фател во ваши реакции, па дури и према ваши колеги новинари, не простувате за некои ставови кои не се поклопуваат со вашите. Знаете вака малку да фајтерски да возвратите? Па да, некогаш не знам, не можам да се воздржам, се обидувам да се воздржам поради колегијалност, затоа што јас посебно за луѓе, новинари кои ги почитувам, сум ги читал, ги пратам и нивните ставови постојано и кога ќе искочи некоја информација што нема, како да ви кажам, нема тежина, тоа е само не еден дефокус, туку исто така за не е ни за борба за кликови, туку нешто колку да се каже нешто на темата. Не се разглава проблематиката, не се влага во суштината на проблемот, туку само ајде ова да го... Тука Ерол не останува мирен, поривот работи да одговори на тезата. Кој е мотивот на тие, не само новинари, и јавни личности? Па не знам, Зоран, се тоа... Во прашање нечи интерес да задоволат или? Сигурно дека има сигурно дека има и сигурно новинари што одработуваат за некакви цели, пропаганди и така натаму. Има новинари што штитат своја идеологија, меѓутоа мене тоа највише ме нервира само критиката посебно кај нас е изгубена, кај самите новинари. Значи ние се бавиме, еве да речеме, ќе ви дам конкретни примери. Ние се бавиме со некои индекси, така, од релевантни странски институции, дали индекс на корупција, дали индекс на слобода на медиуми и така натаму, и се бавиме со тие, потоа ние како новинари ги разглабуваме, не само што ја пренесуваме информацијата, туку ја толкуваме што значи таа информација. До степен на негирање. Да, до степен на негирање и vice versa, значи и обратно, како на кому одговара. Каде фали само критиката, каде што велам ја, нивото до кое стигнавме денеска, дали да го земеме, еве ќе го земеме како пример Скопје, културоците да му се случи на Скопје. Која е нашата улога? Која е улогата на новинарите? И сега, што сега за индексите да кажам? Ние се бавиме со индексите за други работи, меѓутоа што е со нашиот индекс? Со кого и да прашате денеска на улица, што мисла за новинарите, што ќе ви кажат? Не веруваат. Не веруваат на новинарите, сите велат дека новинарите одработуваат, новинарите вака, новинарите така. Значи, слабниот рейтинг, нашиот рейтинг меѓу граѓаните е слаб. Каде е тука само критиката? Добро, Ерол, каде па вие лоцирате проблемот? Сега имаме медиуми, имаме собственици, имаме политика, имаме интереси. Колку е слободно новинарството? Редакцијата колку може да живее? Колку се зависи од главниот уредник или од собственикот на медиумот? Па веќе до уредништвото е главно.
главно, барем кај нас, се тие контролни механизми. Кога зборувам и за лажните вести и за се, значи уредникот е тој што ќе го направи факт-чекингот на информацијата. Слобода денеска, моја лична перцепција е како беше, да речеме, од еден период што сакаме сите да го заборавиме, мислам дека има слобода во медиумите. А ако зборуваме за една друга слобода, она финансиската слобода, мислам дека тука имаме малку проблем, затоа што сите медиуми се соочуваат со проблем во финансите. Оваа криза што не фати со пандемијата, Добро, тоа е... новинарските здруженија први се спротивставија на владина идеја да се направи фонд за медиуми. Да, тоа е интересно, затоа што новинарските здруженија се уште имаат свежи сеќавања тоа како беше, што се случуваше и со право стравуваат да не Од дојдеме... корупција. Да, со право стравуваат да не дојдеме ние во таква една ситуација, да повторно зависиме од владини фондови, преку тоа значи да се ограничиме во своето пишување или во своето репортирање, ако зависиме од тие фондови, да не цензурираат или да се уште полошо да се само цензурираат. Меѓутоа, треба да се дискутира за начини на кои може да се направи тоа, без да биде политиката, без да влие на тие, да речеме, фондови. Еве, да речеме, затоа, ја мислам дека сме во една позиција сега, каде се наоѓаат медиумите, да ние сакале неќеле сме станале слуги на политиката. Што значи тоа? Затоа што немаме доволно финанси, затоа што немаме доволно ресурси. Ние не можеме да се бавиме со истражувачко новинарство, да пуштите, значи, двајца новинари на терен и да ги оставите месец дена да истражуваат на тема. Прескапо е. Прескапо е, го немаме тој луксус затоа што немаме ресурси. И што правиме генерално? Се занимаваме со пресконференциите на политичарите, на министрите, на лидерите на партии. Но спомнавте истражувачко новинарство, па може би и на политиката, па и на собствениците на медиумите, не мислам на вашиот медиум, него генерално, не им одговара тој жарн истражувачко новинарство. Ќе дојдат собствениците во конфликт со политиката, може би со власт. Па впрочем и тука е еден од проблемите. Пак ќе се вратиме на тие фондови. Се вртиме во круг. Се вртиме во круг. И затоа ја велам, можеби на политичарите, не можеби, него сигурно на политичарите ова им одговара. Значи, ако не се бавите со истражувачко новинарство, ако се бавите со нивните пресконференции и на краиштата ќе ги добиете на интервју или на политичка дебата, вие цело време сте сервис на политиката. И вие не се занимавате со тоа што направиле тие всушност, туку што рекле дека направи. Значи на политиката и одговараат сиромашни медиуми. Ја мислам дека Сиромаштијата раѓа зависност. Не? Така. Ја мислам дека им одговара. Добро. Затоа велам ја за овој фонд. Ја мислам дека мора тој да се формира, меѓутоа да се најдат контролните механизми за да нема допир политиката врз тие фондови. Имаме модели во светот. И така парите не се на политиката, се на граѓаните. Да. Ајде од друга страна. Не сакаме фонд за медиуми. Зашто политичарите, да речеме, не ги укинат фондот за политичките партии? За партиите, да. Зашто ги финансираме нив па? Колку се? 4 милиони евра? Тоа е добра идеја. Па ете ви тема и Укинете. за вашите дебатни емисии. Мене ми давате тема за прашање на мои соговорници. Ви благодарам. Точно. Извадете ги, значи, тие пари од буџетот. Ние ве форсираме. И така, за сите работи што ги правите, за екстра парите што се трошат, се вадите на донации, така? Се вадат на донации. Не тоа се приватни донации кон партијата. Добро, ако функционираме на тој начин, изгласете да нема пари од буџетот за политичките партии. Наводно сака да сопрат корупцијата околу финансирање на партиите, вака од буџетот. Посладко е без глава да ги боли. Но тоа е тема, еве, за дебата, за широка општествена, јавна и политичка дебата. Не е вака малку на шега, ние. Но спомнавте дека интернетот, новинарството, јавноста, многу портали без импресуми, без да се знае кој стои зад нив, кој пласира информации лажни или нелажни, се едно. Од друга страна, кој ќе се отвори таа тема, па и новинарските здруженија се гласни околу тоа да не се чепка во демократијата. Каде е демократијата и одговорноста? Малку се нејасни тие процеси. Проблематично. Значи, интернетот не може да го затвориме, не може да го забраниме. Тоа е едноставно не може се. Нешто не може и не демократски. Меѓутоа, ја мислам дека сепак треба да има некоја контрола на се што се пласира во јавност и кој се може да биде медиум и се третира како медиум.
Значи, ЗНМ Здруженијето има направено една бела листа, како ја велат тие, значи, кои се кредибилни медиуми и портали. Практично, ако добро ве разбирам, Ерол, вие сте за некој тип лиценци, можеби, за медиумите. Апсолутно. Затоа што ситуацијата во која се наоѓаме денеска е катастрофална. Ова е, се вика, нелојална конкуренција и на сите новинари кои сакаат професионално да останат професионални, новинари со интегритет, ова им е нелојална конкуренција. Ако се практично па заштита против лажни вести. Лажните вести jednostavno ги демотивира. Вие располагате како професионален новинар со една информација. Не ја пласирате во јавноста додека не ја проверите од минимум 2 па 3 релевантни избори. А денеска може секој да пушти полуинформација, дезинформација, лажна информација и никому ништо. Ве фрлам малку на теренот репортерски. Бевте, не беше многу одамна, во Боснек до Софија, на местото на несреќата. Автобуска, каде што загинаа многумина наши сограѓани. Како е на теренот такви настани? Како е емотивно? За мене лично... Заедно со вашиот колега снимател го бевме преживеавме, тоа известувавте од таму. Тројца колеги бевме таму. Сликата мрачна, темна, сликата е мрачна. Јас сум многу емотивен човек и затоа многу тие два дена многу тешки беа за мене, искрено, посебно кога се соочивме со семејствата на загинатите. Значи тие лелеци, тие плачења, тие солзи, и јас сум многу емотивен и не можам. И за мене тоа не е, значи има новинари кои не знам, викаат, значи емотивното треба да се извади од себе. Емотивното треба да се извади за себе. Тоа е неможно, прашањето е на контрола, нели, тоа е како воен репортер, како репортер од такви несреќи, нели, катаклизми и така натаму. Да, и се треба да се издржи. Посебно ексклузивите во Ве извадив од студиото каде што вака малку во покомотен амбиент ги терате дебатите со разни аналитичари, политичари и така натаму. Затоа ве подсетив на теренот. Не е лесно да се биде новинар и поготово не е лесно да се биде репортер од терен, поготово не во такви околности. Точно, не, ама и тоа е и карактерно, да речеме, за мене многу сум лош во пренесување на лошата вест, дори не ни сакам да пренесам лошата вест. А има луѓе што ужива да но велат, пренесат лошата. студиското новинарство е малку шминкерско. Ова е вистинското новинарство, точно. што го очекуваат публиката, консументите, нели? Точно. Ете, тоа е вистинското новинарство. Еве, земете украинската криза, ние имаме, нажалост, имаме еден новинар, така? Крисатовска. Да, повторно е Самлатовска таму за печат, велам за жал, затоа што не знам. Според мене би требало да имаме минимум 10 новинари таму, меѓутоа повторно дуга се враќаме на финансиите. Сега тоа е вистинското репортирање од терен. Меѓутоа зборам ја за другите некои детали, а ѓаволот е во деталите, сензационализам во пренесувањето. Значи ние, еве, ќе ви споменам случајот со Бугарија. Ние бевме тројца колеги таму. Имавме можност да влеземе во една од собите каде што имаше пациент. Во софиските болници. Во софиските болници, ми тоа се договоривме дека ние нема тоа да го направиме. Значи, нема да искористиме за повеќе гледаност, да влагаме со маката на другиот, ние да добиеме повише гледаност. Ја едно време исто така и се фатив... Етиката надвладеа во тој момент? Да. Тука бевме ние во старт више за тоа се договоривме. Меѓутоа се случуваат и други моменти. Вие сакате сликата да дадете, меѓутоа исто тука е карактерно. Јас се фатив себе си како снимам инсерти од луѓе што доаѓаат од нели поминуваат тука и политичари, и доктори, семејствата на загинатите, и се фатив случајно како снимам со телефонов, како една група на луѓе, семејство прегрнати и леат солзи, плачат за тие што ги изгубили. Јас сега да го снимам и едно време си кажав, Ерол, што правиш? Кому ова слика ќе ја? Кому ова? И само го избришав. Значи, треба... А и тоа се губи полека во таа борба за повеќе гледаност и повеќе кликови. Новинарството е професија и за скрупули. Не може секој да биде новинар. Мислам дека во карактерна форма. Да, мислам дека не може. Има многу заскитани во новинарството, твои повозрастни колеги. Не зборувам за помладите, вие сте релативно млад. Па има, видете, тоа заскитани, убаво го рековте, не знам, можеби и јас сум залутан во новинарството.
Тоа е лична една перцепција за себе. Ја кажав критиката, себе критиката сме изгубиле. Никој не трга од себе и што тој допринел. Темата беше карактерната особина. Вие самите себе сте си се цензурирале затоа што тоа не оди, не е добро сте процениле од етичка гледна точка да оди во јавност. Има ли доволно етика во новинарството, кога вело, мислам, меѓу новинарите и новинарките се разбира? А не, мислам дека Или сензационализмот сепак е мислам дека и тоа се губи, сензационализмот е доминантен и повторно ќе кажам зашто во борбата за гледаност и борбата за кликови. Значи некогаш не знаеме каде да застанеме, каде е таа границата, што треба да се пренесе, што не треба да се пренесе, односно што е од интерес на јавноста. Па кога зборуваме тогаш за слобода на медиуми, фраза ли е тоа кога спомнавте дека сиромаштијата си го прави своето, има многу медиуми, малиот македонскиот економски пазар и политиката ќе остане уште долго доминантна и ќе има шепа врз медиумите. Каква е климата? Треба да има помалку медиуми, повеќе пари, концентрација. Зошто нема појава на фузија на медиуми во Македонија? Па мислам дека пазарот кога што Ова со гледам, порталите па уште мислам повеќе се подраситни. Точно. Мислам дека е презаситен пазарот, меѓутоа и не знам, борбата на квалитет би требало по природен процес да си го направи своето, значи кој ќе обстои, кој не. Меѓутоа тука повторно за жал ќе дојдеме до тие проклети пари. Мене мислам што сте прилично млад, а сте многу остар и објективен во вашите изрази, погото на социјалните мрежи, но и претпоставам и во емисиите што ги водите. Велите, неодговорни медиуми, политичари и медиумски неписмена нација. Не сте оптимист? Повторно ќе се вратам на своето. Не сум оптимист, пошто мислам дека сме една од најнеписмените медиумски нации и тука ја гледам кривицата во самите медиуми. Повторно ќе се вратам до самокритиката. Ако ние како новинари критикуваме една општествена појава, проблематика или процес, или влада, или опозиција, или што и да е, каде е нашата одговорност за ситуацијата во која се наоѓаме? Дали ние треба да се изфрлиме од таа, да се изземеме од таа одговорност? Малку јас се разбирам во тој дел на организација на редакции на медиуми до уредниците, клучот. Дали имаме уредничка структура која може да држи кондицијата на редакциите за вие што зборувате, да прави анализа објективно? Дали се разговара во редакциите воопшто? Не мислам на вашата редакција конкретно. Генерално имате контакт со многу ваши колеги генерацијски и од постарите генерации. Се разговарали за новинарство или новинарите веќе меѓу себе за се зборуваат освен за својата работа? Па, ја мислам дека се разговара со тоа што секогаш се разговара кој е крив за состојбата во која се наоѓаат медиумите и кој е крив за состојбата во која се наоѓа општеството. Повторно се изземаме ние. Многу личности се изземаат од како дел од проблемот. Не се ставаат во ситуација дека тие исто така допринеле за ситуацијата. Значи, од она четврта сила новинарството и седма власт новинарството малку остана? Ја мислам моментално дека малку остана. Повторно ќе кажам, ние како што стоиме сме више сервис на политиката. Нас ни требаат фондови, на секој новинар му требаат фондови, на секоја редакција му требаат ресурси, за да може да се бави со вистинско. Спомнавте истражувачко новинарство за да може да се дојде до вистината, да се засече длабоко во општественото ткиво по разни појави, поготово темата е корупција. Но констатиравте и самите дека без пари тоа е скапа алатка, тој жан. Странскиве донации помагаат во тој дел. Вие ги следите, работите. Сигурно вашата редакција не се занимава со тоа, не е област, но многу невладини организации се јавија со тие центри на истражувачко новинарство. Помага ли тоа? Сакам да кажам да не се странците и тоа ќе го немаме, веројатно. Веројатно, да. Значи, за жал, ја и сам сум напишал, ние зависиме од тие странски фондови, тие грантови, кои знаат да видат многу мали, знаат да видат некои посериозни, до нив малку потешко и се доаѓа, меѓутоа што ќе направите со тие грантови? Една страна, друга страна зборувајќи со тие донатори. И тие ефектот од донациите малку се скептични, затоа сега бараат некои нови нешта. Што значи тоа? Тоа значи дека дале некој сериозен грант за нешто да се направи
Тоа е направено, меѓутоа како тоа завршува кај нас? Се прави, да речеме, едно истражување, сериозно да речеме истражување, се добиваат резултати, се публикува тоа, се печати некоја книга, значи тоа е резултат на нашето истражување и на овој процес од 12 месеци и тога се завршува, значи без никаков импакт. Нема последици во институциите, кога велам последици да се тоа материализира на некој начин, да се лоцираат одговорности и да се променат состојбите. Точно, и тоа да биде база за менување на нештата. И тоа, меѓутоа тоа тука застанува. И како затоа е? се тие скептичи викаат немаме импакт. Што ако ние финансираме еден проект од 12 месеци Не гледаат промени во општеството. Да, за едно парче хартија да се испечати без никаков импакт. Ерол Шакири, ова со руската инвазија и агресија врз Украина и тој пропагандистичкиот медиумски дел се води медиумска војна. Каква е вашата оценка? Кому граѓаните да веруваме, кому да не веруваме? Кога од една страна велиме дека државите се тие кои исто така треба да прават фондови за борба против лажни вести, од друга страна самите држави продуцираат лажни вести, поготово во вакви околности воени. Па да, видете, Хана Аренд во својот есеј лагата и политиката вели добро, значи ние од политичарите не очекуваме вистината, од политичарите очекуваме лагата, други се луѓето кои ја кажуваат вистината. Еден дел од тие луѓе сме и ние новинарите. Политичарите не се тие. Значи не е тоа дел од политиката, едноставно не идат тие две работи заедно. Пропаганда, на жалост, за жал, тешка руска пропаганда тука не се случи. Велам руска затоа што ја веќе имам заземена страна. На која страна? Кога кажувам заземена страна, велам дека сум против Путин и неговата пропаганда и неговата агресија врз една суверена држава. За жал, ги гледате и сами статистиките, гледате и сами како поголемиот дел од граѓаните мислат за оваа војна, како се дел од таа пропаганда, колку таа влијаела врз нив и многу блиски пријатели што сум имал во овие последни 2-3 месеца, баш поради ова сум више сме ги прекинале врските, за жал. И сега ќе ви дадам одредени примери како луѓето реагираат на ова што се случува и како ги влечат паралелите, погрешни паралели, нормално, според мене, и си стојам на тоа. Отеднаш, ако приметивте, се даваат паралели за војните во Авганистан, за луѓето во Сирија, луѓето во Јемен. Да се разбереме, оваа група на луѓе, а огромна група на луѓе, кои ја поддржуваат Путиновата агресија, не се секираат за муслиманите во светот. Тоа е едно тешко лицемерие. Тие велат сега, ја прават таа паралела, ја виделе од некој што ја пуштил, каде сте вие да речеме да се буните или да пишувате против правата, против злосторствата што се случуваат на тие муслимани во тие одредени земји. Па тие никогаш не пишувале за тоа. И тоа сега го влечат како паралела. Друга паралела што направија бомбардирањето на Србија, на Милошевиќ конкретно. Косово го изненачуваат со ова. Па луѓе, се разбереме, во Косово имаше воени злосторства, па таму имаше убивање, силување, па таму имаше една тешка агресија на Милошевиќ и неговите паравоени формации и сега ние влечеме една паралела бомбардирањето на НАТО врз Србија. Па што требаше, да речеме, тие структури на НАТО? Да остават да се исчисти цел еден народ. Значи, ова е тешко лицемерие на овие луѓе кои ја прават таа паралела. Грижата нивна, за повторно ќе кажам, тие се грижат за муслиманите во Јемен, па тие не знаат Јемен на карта каде се наоѓа. Као прво. Второ, видете ги реакциите кои беа за мигрантите од Авганистан и од Сирија, кои поминуваат тука. Па леле, па државата нас ќе не насели со мигранти од Сирија, па тоа е катастрофа, па што се случува, ово мора да се запре, па видете што се случуваше со 1500 бегалци од Авганистан, кои ги примивме. Па ние терористи примаме во државата. И сега истите тие велат, па вие кај сте да говорите за муслиманите. Кој е лекот? И да ви се вратам во кога пише човекови права, се повикуваат и овие луѓе на човекови права, по 2001 имавме конфликт тога. Еве ќе земам македонскиот дел од етникум од државата, така?
имавме раселени лица. Па 11 години се одеа по тие прифатни центри, па кај беше народот, да речеме, да ги прибере своите браќа во своите домови. Тешко лицемерие од овие луѓе. Но тие пропагатори за кои зборувате екзистираат во македонскиот етер, на македонскиот медиумски простор. Тоа не се случајни луѓе. Државата употреби некои инструменти, забрани некои канали од Исток, Спутник и така натаму. И Без никаков ефект. но овде внатре ефектот изгледа не е баш многу поволен. Кој е лекот? Па не е ефектот. Еве, ние поврзете ги работите. Главната пропаганда, таа руска пропаганда, вие затварате два канала, односно давате препорака за емитување на тие два канала, конкретниот случај руските А канали. овде се ова 20 пропагатори. Доаѓаат 20 пропагатори, од кои имате и 20 канали од северниот сосед кои доаѓаат, кои ја шират истата пропаганда, значи без никаков ефект. Тука живееме од тој некој една невистина, еден мит во кој живеат и посебно ќе кажам со граѓаните македонци за некаква си врска со Русија или со Србија, тоа е навистина еден мит што направиле, да речеме, историски Русија за нас, за македонците или пак за србите. Русија се користи со таа реторика денеска што негира еден народ, кажува дека е историска грешка. Сакате да кажете не се доминантни во општеството, а би требало да бидат доминантни. За жал, нели? Не се доминантни, затоа кога рековте што направила, нели, Русија за оваа држава, вака историски гледано. Па нема кој да го разбива митот. Значи има многу малку луѓе што излегуваат да разбијат тие историски митови. И ние сме денеска Имаме уште малку време да се вратиме на овој наш жезок политички терен и на Ерол Шакири како новинар и како човек млад кој ги перцепира овие актуелности. Спомнавте на едно место глодарите ја изедоа државата, нешто. На што мислите? Кои ви се глодарите во македонската политика? Тоа беше моја реакција една на еден, дали беше говор, дали беше Facebook статус на лидерот на опозицијата, кој рече дека има глодари во општеството кои го делат народот. И тука се врзувам јас за една моја колумна која напишав со наслов "Монополизација на патриотизмот и уништувањето на македонското општество". И во таа колумна говорам за ситуацијата во која се наоѓаме, а тоа е поделба на општеството по сите основи. Освен традиционалната поделба на етничка линија и верска линија, самиот македонски етникум се подели на патриоти и предавници. Кому одговара Ерол таква поделеност? Одговара Која на- подгреува тоа да се случи? Одговара нормално, одговара на политичарите, зашто уште се носат уште земаат поени на тој патриотизам кој И е на тој начин се некоја доминантна категорија во општеството. па се, тоа е една сериозна пројка. Ова предвремени за не против, ќе решат ли нешто? Што вика твојот новинарски нерв? Па Криза е. По криза избори велат се решени. Не гледам моментално што би решиле. Се наоѓаме во таа криза, више трета криза, пандемија, енергетска криза, сега имаме и војна криза, не гледам дека изборите, ја мислам дека и народот заситен, навистина е заситен. Од Добро, друга но страна, има ја ли- разбирам опозицијата, тоа е легитимно право да бара. Но има ли чаре Да, Ерол за поарно? Каде се движи воопшто држава сега? Надвор од сите овие кризи и економски, и енергетски, и ова военова со Украина, и ковид кризата. Надвор од тоа ментално ние ќе не биде ли? Ќе не биде или нема да не биде? Што вели Ерол? Ќе не биде ли? Па јас секогаш сум оптимист на ова прашање. Мислам дека ќе не биде. Мислам дека треба да истрајаме уште малку, меѓутоа пак да се вратам на тоа, на главниот проблем. Споменавте избори и повторно ќе кажам легитимно од страна на опозицијата. Говорејќи со луѓе од опозицијата велат дека имаат притисок од, да речеме, од членството, кој го мисля дека е моментот сега, значи да се оди по-малку агресивно, така наречено, за да се добие власта, меѓутоа не гледам моментално што би се добило со промена на власта, затоа што не гледам понуда од таа страна. Ајде, се слагаме,
не одат работите како треба, на економски план или на ваков план или борба со корупција, не одат. Сложни сме сите. Против одговорот која е понудата, дали од страна на македонскиот политички блок, дали од страна на албанскиот политички блок. Албанскиот политички Куферите блок, на понуди некако се или празни или се неотворени или не се отвораат затоа што се празни. па А, празни и на повторно невидно. се враќаме, се повикуваме на истите работи. Повторно за жал игра тоа. За жал многу брзо ни изминуваат минутите. Ќе се вратам на почетокот на нашиот разговор овде во дистрикта. Вие сте млад човек, новинар, образован. Политиката, партиите, ве привлекува ли некоја политичка партија? Не барам да кажете која, него дали ве привлекува, имате ли можеби амбиции политички за активирање партиски по некој друг основ, можеби нова партија, како велат, на држава и недостасува оној трета опција, некаква четврта. Се јави више третата опција, за жал, и не е добра. Со неколку сум бил во контакт со неколку луѓе, сум имал неколку понуди, меѓутоа моментално не сум размислувал конкретно што би направил и не сум спремен за тоа, затоа што ако се бавите со новинарство и потоа преминете во политика, мислам дека новинарството завршило со вас или вие сте завршиле со новинарството. Па Мислам добро. дека нема враќање. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, ве последното прашање, каде натаму со амбициите, со желбите, со плановите, Ерол Шакири, можеби ако не директно во политичка партија, можеби сепак во политика, во дипломатија, можеби некаква, или размислувате за странство, да си го продолжите животот како многу од вашата генерација, или кои се вашите чекори за себе самиот натаму? Никогаш не може да знаете, јас си 10 години поминав надвор и никогаш не може со сигурност знаете што ќе донесе утрото. Значи, ако доеме до ситуација посебно за потребите на вашето семејство, утре може да го направите истото. Ја генерално сакам да останам во оваа држава. Малку сум разочаран за ако продолжиме со истото темпо, дали моите деца, да речеме, треба да го поминат истото што јас сум го поминал, меѓутоа доаѓаме и до друга работа, повторно само критиката на луѓето повторно тука фали. Сите да речеме анкетите сите сакаат да бегаат од држава. Не може да се успее, не може вака, не може така, тука ги фрламе сите успешни приказни во оваа држава, а ги има успешните приказни. Значи нема само критика. Значи ако ти не си успел, тоа може би некаде и проблемот. И нема афирмација на постигнатото, сепак има вредности. Да, затоа велам. И тука треба. Ако јас не сум успел, не значи дека и другите не успеа. И одењето надвор, како нашите го зборат, подобро ќе одам, ќе избегам од оваа држава, веќе не се враќам. Видете, да бидете и надвор без и ова нека биде и така лесно како што луѓето си замислуваат. порака на еден млад човек од Македонија до политичките елити. Дистрикт Цивил прес студио, Ерол Шакири, ви благодарам. Благодарам.